Пропадна јавниот оглас за доделување на линиите за приватните автобуси 20 и 22, зашто ниту еден од приватниците не се пријавил. Од Слобода превоз Алфа вела дека град Скопје свесно оди контра приватните превозници, а сиот товар паѓа врз гребот на патниците кои долго време чекаат автобус. Вела дека нема шанси градот да најде превозници за толку краток рок. Од град Скопје па кој го објавија огласот, откако ги раскинаа договорите со приватните превозници нема никаква информација. Како што таму е наведено во огласот за покривање на овие линии, потребни се за 10 автобуси и 23 возачи, а за 22 10 автобуси и 21 возач. Очекувана е состојбата дека никој нема да се пријави на тој така наречен оглас, кој што представува само обид за разбивање на единството на приватните превозници, како и секоја нивна иницијатива и морам да кажам глупост, еве и ова. Како што почна, така и ќе заврши. Но, за жал, проблемот останува понатаму. Макејата, тоест градоначалничката, ги осуди сите граѓани на град Скопје со немање редовен превоз. Што се однесува до средбата со премиерот која превозниците со душа ја чекаат, таа како да се изгуби во маглата што го покри Скопје, велат возачите. Состојбата, велат, станува се потешка откако градот им ги раскина договорите. Ни останува надежда на највисоката инстанца на власт во државата, премиерот господинот Ковачевски, кој што јавно даде ветување дека ќе не прими, тоест ќе оствари средба со засегнатите страни, вклучувајќи на и нас, чекајќи ги резултатите од релевантната институција Управата за јавни приходи. И додека приватниците ја чекаат средбата со премиерот, граѓаните се приморани и до 1 час да чекаат автобус. Односно ретки се 23-ката, 22-ка, а 20-ката речиси и да ја нема, зашто Скопје има голем недостиг на автобуси. Немањето приватни автобуси представува сериозен проблем за граѓаните, кои на автобуските постојки приморани се да чекаат и до 1 час. Вела дека надлежните мора да направат напори приватните превозници повторно да ги вратат на скопските улици. Инаку приватните превозници во Скопје во ноември престанаа со работа со обвинување дека град Скопје и ЈСП им должи околу 1,5 милиони евра. Наместо преговори за да се најде решение, градот им ги раскина договорите за работа.